се представ. Општо да, како би се представил. Значи, јас сум Денис Тенев, ликовен уметник, дипломиран фликар, иначе предавам во средно уметничко на оддел мултимедија, а поточно на предметите дигитална уметност и анимација. Се бавам цел живот со уметност, гранките пошироко ги фатив не само сликарство, се бавам и со графички дизајн, во последно време и со веб дизајн. И нормално, еден од зачетоците на дигиталните уметности ја врзуваат со мене. Не знам колку е тоа вистина, колку е точно, меѓутоа факт е дека сум еден од првите што проба компјутерот како алатка го користи за креирање на ликовни дела. А колку време предавате овде уметничко? Уметничко сум од 2013 година, кога се зачна идејата за отварање на мултимедијален оддел, што беше за поздрав и морам да кажам дека е едно од ретките училишта на Балканот сме со таков оддел. Значи мислам дека во Словенија има само и во Македонија. Се во меѓувреме ако некој отворил нешто, меѓутоа 2013 немаше и беше прилична сензација беше тоа за многу уметници. Така да колку е 10 години сум. Значи кога се отвори смерот уствара. Да. А практично бидејќи како што спомнав пред малку еден од ретките дигитални, веќе можда не сум редок сега, се бават и многу уметници, ама некако остана тој впечаток за мене дека се бавам со дигитална уметност, па тие што ја начна идејата директорот уште некои колеги ме повика да дојдем и да го оформам тоа. Не е целта на одделот да создава софтверски кадар. За жал, многу од учениците кои се намерачени на овој оддел мислат дека е тоа, па дури некојаш мислат дека се изучуваат компјутери, па тоа е информатика, значи ние немаме никаква врска со информатика, затоа што изучуваме одреден софтвер кој е најпогоден за креирање на дигитална уметност, а не значи дека ние сме училиште за Adobe пакетот, туку едноставно го имаме во дел од програмата за да се стекнат учениците со одредени вештини дигитални, значи во случајов изучуваме скоро целиот пакет на Adobe, не целиот, се нормално, не можеме све, меѓутоа поголемиот дел, најглавните предмети. Тоа е софтвер кој мора ученикот да го поднаучи, да го совлада, за да може да го користи како алатка. Иначе, и мислам дека сме едно од ретките училишта, можда единствено, каде што се изучува софтверот како дел од наставата. Во многу, дури на факултети, на повисока инстанца институции, едноставно ги оставаат студентите и учениците самите се снаоѓаат каде ќе го изучат софтвер. Сега и во последно време и видеа подготвувам, каде што стварно сакам учениците да го стекнат комплет, колку што може, значи комплетно знаење за користење на софтверот, меѓутоа не е најважно, не е тоа цел да научат софтвер. Да создадат ликовни дела преку софтверот. Мултимедијалниот оддел пред се не е создаден за да ги засени или да ги дисквалификува останатите оддели, особено нетрадиционалните вештини како што е цртеж, сликањето, традиционалното сликање, традиционалното ваѓање. Значи никако не може и не треба да се свати дека мултимедијалниот оддел или мултимедијалните уметности се нешто многу повеќе, нешто многу подобро од традиционалната уметност. Тука се негува традиционалниот цртеж, се негува традиционалната уметност. Компјутерот и софтверот се само алатка плюс во целиот тој склоп на ликовни уметности, а не сам по себе. Затоа што за жал се појавуваат генерации, се појавуваат ученици кои сметаат. Ние секако тоа го успеваме, послушни се децата, значи разбираат, немаме никаков проблем, меѓутоа доаѓаат со некаква предрасуда дека јас сум дигитален уметник, мене што ќе ми е да цртам традиционално. А тоа е невозможно. Тоа е апсолутно промашување. Значи мора да научиш да црташ традиционално, да го користиш моливот, јагленот, што го да е, како знаеш да користиш четка традиционална, како да измешаш боја
па после тоа лесно ќе се прилагодиш на компјутерот. Добро да прашам како сте влегли во тој свет, дали на пример дали од секогаш сте цртале или дали имало некој као да ја покаже или Немаше никој да ми покажува. Идејата да бидам уметник негде, веројатно 13 години, пето деление. И тогаш се кршев дали ќе бидам музичар, односно гитарист или ќе бидам уметник. И преовладува да бидам уметник. Во тоа време дружев се многу повозрасни уметници и сите тие ми оставаа некако впечаток многу убав и ги памтам по многу убаво. Многу убави работи, значи начинот на живење, начинот на размислување. И тоаш посакав да бидам уметник, меѓутоа секако и талентот. Значи татко ми знаеше многу добра црта, иако никогаш не беше уметник, не стана уметник, а јас веројатно го наследив тој талент, сватив дека имам вештина за цртање така натака и тоа беше клучно да одлучам. А зошто уметник наместо музичар? Па победи идејата дека Џон Ленон немал школа формално за музика и јас реков ако Џон Ленон може да биде музичар без школа, а уметник да бидеш без школа, се уште кај нас, а веројатно и во светот е малце потешко ќе те прими општеството и публиката ако немаш формално образование за ликовност. Значи ако си уметник аматер, малку луѓето поинаку те гледаат. За жал, не велам дека така треба да биде. Ама секако дека така... има аматери кои си ја знаат одлично работата, меѓутоа без факултет, без диплома, тешко ќе проминеш низ институции. Сега нешто некој чудно време дојде, значи као да не е доволно да имаш факултет, па сите запишуваме магистерски, па треба да имаш магистерски. Некако идејата дека уметноста треба да има, значи школа, треба да се изучува, треба, меѓутоа многу уметници ќе кажат и делумно се сложувам со нив дека за да бидеш добар уметник не треба да се држи строго за некои одредени правила, да речеме школски правила, кај што јас предавав долго време теорија на форма и боја, каде што имаш правила, имаш процеси, имаш законитости во самата уметност, значи што е тоа естетика, како се гради едно ликовно дело. Меѓутоа, уметникот треба тоа интуитивно да го совлада. Да, има правила во уметноста, не може тоа така само нашлака и бои, пак што испадне, туку мора да има одредени правила и треба да ги знаеме, меѓутоа не треба строго да се држиме по нив, затоа што ние не сме математичари. Значи во математиката, ако или например еве во графичкиот дизајн или особено во веб дизајнот, значи тие што се разбираат знаат дека ако малку погрешиш 2-3 запирки во пишувањето на кодот за веб страната, значи може целиот сајт да падне. Луѓето сакаат шум во принцип. Значи сакаат нешто што е тоа имаше еден израз порано на старите уметници што ни биле и професори, го користи израз сладунјаво. Тоа е српски збор. Не знам како би го кажале на македонски, ама така допадливо е. Сакам да бидам допадлив, дали затоа што треба се продаде сликата или затоа што сакам да станам славен и популарен, а од друга страна се видат уметници кои ја не сакам да бидам допадлив, па прават тежок шкарт, што нормално никој и само вика не, јас сакам да бидам свој, така натака си го држам своето, и сега вистината секогаш не ги измеѓу. А факт е дека дали ќе бидат апстрактно уметност, дали ќе биде фигуративно, дали ќе користи уметникот хиперреализам или ќе биде само до некаде реалистично, сепак мора да има одредени естетски правила. Секаде во животот околу нас мора да се соочиме со одредени правила. Значи тие правила не треба да слепо да ги пазиме, но меѓутоа од друга страна мораме да сватиме дека постои. Значи може некој да наслика хиперреализам и најчесто луѓето ќе се воодушеват на начинот на кој тоа е семестено. Например, поставено на хартијата или на платното и така натака, и тоа само по себе може да е вредно и секако дека е вредно, меѓутоа не значи дека автоматски е врвно ликовно дело. Затоа што прво постои тематика на што обработува ликовното дело, што кажува, што појаснува. А после постои тие правила на дали има равнотежа, дали има добра хармонија на боја, дали има
градација на од светло темно, дали има контраст. Се се тоа работи кои на окото, без разлика дали тој што ја гледа, го гледа толикото на дело, дали е школуван или не е школуван, тој ќе почувствува дека има нешто што го привлекува, му го задржува внимание. Затоа велам, кога сме правиле такви изложби, пикирам да видам луѓето дали ќе застанат барем на кратко да се задржат на моето ликовно дело. Затоа што во една сколпка на многу слики, различни, со различни тематики, со различни стилови на изведба, ако се задржат на моето дело, значи јас сум постигнал цел, сум го привлекол внимание. Преплавен беше и се уште мислам дека може да се најдат социјални мрежи, таму некои цртежи со молив на познати ликови глумци, Джими Хендрикс и така. Реалистично тоа што се прави. Реалистично до фотографски реалистично. И сега, порете, тоа е одличен приказ на вештина, на изведба. Меѓутоа, каде е тука ликовното дело, каде е тука уметност? Што е уметност? Ако ми направиш, ти се измочил да ми направиш нешто што е веќе направено фотографски. Да. И да, браво као вештина. Тоа исто споредба е по себе и сега со гитара, гитарата не ја оставив никогаш. Значи, исто како да ја отсвирите скала најбрзо што можете или да свирите брзо, феноменално брзо со прстите. И сето тоа може да каже браво за вештината. И за дали од сето тоа се создале музика. Дали е нешто што ќе ни го подиме духот, дали е нешто што ќе не вознемири, ќе не возбуди, дали е нешто што ќе не натера да уживам и да ја слушам музиката. Вака, историски гледам. Значи, уметникот во некое подалечно минато време, да речеме пред Ренесансата, тоа биле занечи. Што умеле да сликат и најчесто било врзано за сликариите во црквите. Подосна, со Ренесансата и така натака, уметниците се создава штафелајното сликарство, значи, каде што повторно и црквите биле застапени, катедралите и така натака. Меѓутоа, останато било вештината на што пореалистично да се прикаже реалноста, за да направите еден портрет. Значи, потребно било моделот да ви позира, и особено ако било тоа повисоки личности, кралеви, царици и така натака, значи тие морале да бидат многу внимателни како ќе го пренесете. Значи, немало многу простор за експериментирање и за да речеме да се внесеш ти како уметник, па да го, како што денеска, например, за разлика имате уметници кои велат, важи, јас ќе ти направам портрет, ама ја ќе те направам како што јас те го живеам. Тек може да ви исчешен целиот портрет и сепак да вреди. Егон Шиле за него, например. И еден куп други уметници кои портретите кои ги гледаш, тие се исчашени, искривени, нема хиперреализам, нема тенденција да се постигне фотографска реалност. Значи, да речеме, првите импресионисти, експресионисти, па различните правци всушност настојувале да ја избегнат тој хиперреалистичен приказ, и тоа не значи дека е нешто лошо. Напротив, значи имаме ние изворени ликовни дела на старите мајстори кои воопшто не се хиперреални, туку напротив ти создава една буричка во вашата фантазија, во твојата фантазија буричка, и почнаш да го сваќаш дека светот не е секогаш реален. Има нешто што може би треба да го доживееме на поинаков начин. И затоа од тој контекст треба да се поштува, па дури и појавата на, и затоа идем полека да дојдем и до појавата на апстрактната уметност. Сега се појавува идејата и потребата да се абстрахираат работите. Нормално е дека како што уметници кои имаат исклучителна вештина реалистично да го направат, да го прикажат тоа и да го стават тоа на платно или на хартија, а не знаат да создадат ликовно дело, нити умеат, нити разбираат што значи тоа, така и многу апстрактни уметници го злоупотребуваат фактот дека не знаат да цртат и не знаат да творат и туку едноставно ќе нашлакаат бои. Меѓутоа нема да земам сега примери, јас познавам некои имиња кои се бават исклучиво со апстрактна уметност, па некои така што се
што се директно против апстрактната уметност, велат ова секој може да го направи. И секогаш ми застанува во одбрана на тие неколку автори, седни направи. Седни направи го истото ти, земи наслата и твој. Седни направи. Па видиме твоето со незнивото ли се неговото дело. Така да не треба априори се да се отвори само затоа што јас сум хиперреалистичен уметник или јас сум, например, фигуративен уметник. Сакам фигуративност. Меѓутоа, повеќе сакам да ги комбинирам фигуративноста со надреализмот, тематски, значи да има една концептуала во сето тоа што го правам, ама не можам да бидам против апстрактната уметност. Ама треба да се процени, дека не се што е апстрактно и не се што е хиперреално, автоматски треба да вреди. И дека има вредност ликова. Така да не е воопшто едноставно да се направи апстрактно дело. Значи треба да имаш многу познавање, многу вештина, многу интуиција, длабока интуиција за тие бои кои ќе ги ставиш, каде да ги ставиш, каде да ги измешаш, таа хармонија на бои кој ќе погледнеш ти като наставно те племи да сакаш да гледаш, да не можеш да трнеш очи од неја. Сега, тоа било патерн, било дизајн, било секој може да го каже своето, сепак и апстрактната уметност може да влезе и треба да влезе и е во рамките на ликовната уметност. Како е различно, например, као уметник ти која се експонирал во споредба со сега како ќе се експонира, дали има која мислиш дека е разликата или кои се предизвиците? Значи две прашања. Разлики имало и ќе има секогаш. Например, на времето единствено да се манифестираш, да се покажеш како уметник. Били изложби. На изложбата воглавном доаѓаат луѓе, да, мене, да речеме, повеќето, скоро сите ми биле посетени со гужва со. Меѓутоа, повеќето се пријатели, роднини, некој што си ги поканил да те испоштуваат дошле, меѓутоа вистинската публика да или доаѓа од после да ја гледам и останува, не можеш да допреш до целата публика што ја сака уметност. А веројатно да знаеле би дошле на таа изложба. Не само кај мене, воопшто зборам за сите уметници. Така да бев ограничен исклучиво на изложби. Не треба изложбите да се анулираат сега, да се прекинат. Меѓутоа сега имаш Facebook, имаш Instagram, имаш веб, може да се направиш свој вебсайт, може да се пласираш, дури да те запознае светската јавност, значи светската публика да те запознае, не само Македонија. И сите тие напори сме давале огромни пари за да отидеш во Париз, да имаш изложба во Берлин и кај све не. Значи да отидеш во странство, тоа беше настан за нас, изложувам во странство. Сега направи си вебсайт, нема да те чини многу, постави некој, ако ти вредат сликите, ако ти вредат делата, ќе бидеш препознан и на Facebook, ќе бидеш препознан и на Instagram. Така да кажам, сакам да кажам, сите тие технолошки достигнувања и предности си го прават своето, да ти како уметник се имаш многу поширока лепеза, како себе си да се представиш и како да ги покажеш своите дела. Затоа што уметникот секако работи за да биде виден. За да не се лажеме дека тоа е некоја лажна скромност, нека цртам ја по дома и нема да ги покажува. Не, сакаме да ги покажуваме и така треба, затоа што уметникот е тој што треба на овој свет да му даде едно поинакво значење, да му jednostavно да покаже дека светот не е само она што го гледаме. Не зборам сега за паѓање во фрасови и така натака, туку да научиме да гледаме маца поинаку на реалност. Ние сме современиот човек особено е преоптеретен со реалноста и некогаш уметникот, дали ќе биде тоа слика, маслена платна, ќе биде анимација, дали ќе биде што го да е кој вид на ликовна уметност, може да му ги отвори очите да гледа маца поинаку на таа реалност. Што е исто така реалност, само што во една стресна состојба, во една ограничена состојба, каде што луѓето се постојано оптеретени со трка за пари, трка за се стигне на работа, да се вратиш од работа, да се задоволат некои секојдневни потреби, забораваат на она што е убаво, на она што е естетско, на она што е понекогаш вреди да живее. Па првично е тоа, да. Има една приказна што не се однесува за уметник, меѓутоа е многу може да се пренесе, приказна, значи измислена. Двајца луѓе лежеле во болница, едниот кредот му бил во прозор, а другиот му бил во другиот ќош, значи немал никаква
допирна точка со реалност. Овој од прозорот може да гледа све што се случува надвор. Почна да го прашува и се приказна да не ја должам. Овој секој му раскажувал како има прекрасна улица со дрвја, со многу птици, со многу убави луѓе како шетаат и го опишува цвеќиња, значи го опишува една сцена која изгледа исклучително убава. Во еден момент си кабе, ја како да направам доста овој само збори, јас сакам да бидам тетат, ја да го гледам тоа, више ми доседи како збори, фатил некои врски, го смениле со креветот, кога ќе погледне од прозор, ништо, значи пустелија никако. И сватил дека устварено се упропастил себе си, затоа што многу му било хубаво овој кога му раскажува. Да, тоа било до некаде така, меѓутоа не ја разубавувал целата таа сцена и му направил да се чувствува убаво. Уметникот, некојаш доволно е да нацрташ цвет, па да некој да израдуваш. Зашто малите деца кога ќе дојдат, кога ќе нацртаат, обично цртат кукички по џачиња, па ги цртат мајките, татковците, па имаат брат, сестри, така натака. Ни создава едно убаво чувство, види се, а она тоа што што умела да нацрта, го пренова на некоја хартија, и ти го гледаш како нешто убаво. И тебе ти го едноставно те радува. Да мислите кога ќе стигнеме до еден Микеланджело, истинска капела и да не ги наредувам, значи колку ремек дела има по светот, од уметници кои вложиле труд, оставиле впечаток и оно што го гледате, сваќате дека зашто естетиката има една функција да речеме, да, сакам да си го украсам домот, па си купувам слика, па сега каква рамка, дали што се смеевме, дали ќе ми одговара со книгите, со наместа. Да. Што само по себе ја стално велам, па види се, ако е тоа твој дом и сакаш да си ја украсиш сликата, куќата, односно домот, нивната соба со некој убава ликовно, со убаво ликовно дело, па сега не е ни толку страшно ако сакаш да се искомбинира, што е во принцип ликовност. Ние учиме теорија на форма и боја, каде што боите треба се во хармонија. И нема ништо погрешно ако ти посакаш сликата да биде во контекст на твојата дневна соба. И тука си има своја улога уметноста. И сега, но тоа не значи дека ние не се бавиме само со декоративна уметност. Што е декоративна уметност. Ние се бавиме со уметност во која на еден поинаков начин можеме да ја представиме реалноста која многу за жал луѓе не успеваат да ја видат затоа што се преоптеретени. И затоа ние уметниците малку важиме за послободумни, за полетаргични, полежерни, не сакаме многу правила, да не сакаме едноставно животот и го гледаме малце поинаку, со поинакви очи и затоа можеме да создаваме ликовни дела. Прво, треба си многу храбар да се решиш да бидеш уметник. Затоа што не е воопшто едноставно да преживееш, да живееш како уметник. Воопшто не е едноставно. Треба си многу храбар, треба си стварно спремен да знаеш што те чека и низ какви све искушенија ќе поминеш како млад, како на почеток Леони Дорина исто, значи тоа е тоа што сега они го зачекоруваат и знам што ги чека, знам дека и верувам дека ќе успеат, меѓутоа она што мене низ сите фази низ кои поминував од како дипломирав и кога зачекори во тој свет на уметници и на уметноста, знам дека не е едноставно, особено не да заработуваш од уметност, што е, да речеме, еден исто така многу важен фактор во животот. Да. Тоа е друго да имам јас спонзори кои цело време ќе ме хранат, ќе ми дават пари да се облечам, и да немам грели, а само да цртам. Меѓутоа, и тоа да речеме, не би го прифатил затоа што уметникот мора да знае сам да се бори, да тера сам борбата своја со еден ден ако успее во ред, ако не, многу уметници се откажуваат токму од таа причина. Добри уметници. Заради што се откажуваат? Па се откажуваат затоа што не може да преживеат. Значи, ние не сликаме слики кај што ќе ги ставаш на пазар како патличини да се продават и кажеш, чути, денеска продав две цртечиња и сега среќа сум кидам донесам дома пари. Да, јас можам да ја продавам мојата вештина, меѓутоа не уметноста да ја ставам во функција на продажба. Не мојата уметност да биде комерцијална. Тоа е нешто што мислам дека сите сериозни уметници се плашиме како дјаволот од крстот, значи
не сакам мојот уметност да ја ставам во функција на комерција. Иако сум ги поминал сите фази и сум пробал и тоа, после сум се кајал, сега не, тоа не смее од мене, не смее тоа да иде за од мене. Подобро, ќе седам гладен, ама немаш да бидеш гладен цело време. Мораш да јадеш. Па имаш фамилија, па треба да донесеш пари дома. Се како сето тоа да го искомбинираш, не е воопшто едноставно. Можда од тие причини прифатив, односно се нафатив да, иако тоа и го завршив на факултет подсмер графички дизајн, или тоа образованието беше подосме со текот на работата и искуството, графичкиот дизајн ми помогна да преживувам, односно да работувам пари. Нормално, знам и слика да продавам и така, меѓутоа не е тоа така често. Не е тоа така фреквентно, затоа што ја можам да направам да биде фреквентно. Ама тоа значи дека ќе се стигна на ниво на комерцијала и ќе цртам оно што иде, што се продава. Оно што го бараат луѓето. А не идам во она мисија што на секој уметник му е дадена да направи соодветна интервенција на овој свет, на луѓето околу себе. Да им покаже дека уметноста е нешто многу повеќе, исто како да речеме еден филозоф или еден научник што ќе дојде до одредени научни сознанија и па сето тоа ќе се имплементира за подобро во општеството, или еден филозоф кој со својата мисла може да ќе помогне за да се променат некои работи во општеството, во институциите и така натака. Општо зборам се, не мешам политика. Така и уметникот, значи со своето ликовно дело може да направи, може да се случи нештата да се променат. Јас во тоа сум длабоко убеден, затоа што историјата тоа го покажува. Зашто ден денеска се тепаат, се борат за делата на старите мајстори да се сочуваат, да не се изгубат, па ги инсталираат, ги пазат. Значи има зашто. Никаде нема пазар, да не се лажеме, Македонија прво ни оддалеку не заостанува. Значи воопшто не заостанува од светските трендови и од тоа како еден уметник битисува во своето општество. Значи потполно сме на исто ниво со сите уметници во светот. Да, сега имате поразвиени земји каде што може да се дозволат, меѓутоа верувате ми, не е толку поразлично од тука. И тука се продавале слики, и тука има публика, и тука има луѓе што знаат да проценат, да платат за вредно дело. Не зборам од лично искуство, зборам од она искуство што го следел кај колегите, така да може да се живе од уметност, може да се продава, меѓутоа опасноста е, реков, таа комерцијала, да не се претвориш во комерцијален уметник, а од друга страна, може да создаваш ти дела, ти останат дома и да бидеш инат, па да ги изложиш, па да чекаш еден убав сончен ден, некој да ти ја купи за нека по-солена сума и на тој начин да се обезбедиш некој време, па после тоа па да чекаш и така да тоа е борба. Тоа е борба на неизвестности, на постојано демјење, помалку и страф што ќе се случи во иднина. Мислам дека доволно е само по себе сликата да си каже делото, па кој ќе одлучи да ја поседува. Сега кај мене малце поразлично е и дека со дигитално уметност се бавам, така да практично нема многу уникатни значи дела што се бидејќи као дигитална уметност, ја можам тоа да го скопирам во неограничен. Да. Под концептуала јас разбирам кога ќе седнеш и претходно ќе размислиш што сакаш да направиш, тоа е концепт, концепт. Ова ќе направам, ова ќе биде и по текот на работата на генерирањето на таа идеја и подосна која ќе се реализира таа идеја, секако ќе претрпи промени, тоа секогаш било така и така ќе остане. Меѓутоа генерално да имаш еден концепт што сакаш да направиш на тоа парче платно. И што ќе покажеш, што ќе кажеш, како ќе го врзеш тоа ликовно. Значи, ние имаме сериозен проблем, бидејќи како едукатор на млади генерации, значи, постојано инсистирам, настојувам, не е само да нацрташ ти вешто,
со пен таблет и во илустратор да исцрташ некоја векторска илустрација, мораш да знаеш таа рамка што ја нарекуваш хартија, што ја нарекуваш простор, каде ќе го сместиш. Како ќе го сместиш, како ќе го искомпонираш, не само да ми нацрташ имене рака, каде ќе ја сместиш таа рака. Така да има многу работи. Дел од тоа, од тој концепт и тоа, каде ќе го сместам во тој замислен простор, што во случајот сега би било платно. Пошто сакам на платно да работам. Или хартија, све. Значи, затоа сакам концептуала. После во концептуала подразбирам идејно решение, односно, зашто, да речеме, во традиционалната уметност не може да направите изложба со мртва природа. И да помине одлично, да биде секоја чест и право, значи начинот на кој е ставено во функција, сите тие предмети, каде се ги смески, па ние на приемен имаме толку тоа, мртва природа. И портрет. Па, да речеме, да се бавам со изработка на портрети, меѓутоа да го правиш тоа во еден сосема, да речеме, сосема поинаков, имаш поинаков пристап, не само класички да те нацртам, па да бидеш, па ќе те фотографирам, ти множиме 100 копии и ќе си ги имаш, така? Меѓутоа, дури може како уметничка фотографија, она што јас те доживам те личност, па да те натерам така да стоиш, така да се облечеш, така да те прикажам, па можда малку дигитално фотошопски нешто да ти додадам и поскоро да биде ликовност, има ликовност, иако е фотографија. Така? И фотографијата е ликовна уметност. Значи, меѓутоа да речем, ако се сакам се баш традиционално класично, со јаглен, со молица или со масло да го представам, би сакал да направам концептуално. Тоа се нарекува маниризам, кога практично ти не размислуваш концептуално да создадеш ликовно дело, туку почнуваш чисто од веќе ти е разработена раката и почнуваш маниристички Мускулна меморија. И так, ти правиш и практично штанцаш. Намерно го потребувам тој збор, пошто често сме го користеле, штанцаш уметност. Не правиш концепт за едно ликовно дело, туку ги штанцаш делата. Без разлика што тоа масло на платно или темпер или акрил или акварел. Ти ги печатиш и практично ти како традиционален уметник се претвараш во дигитален печатар. Бев многу ригорозен кон тоа дали треба се вработувам, имав сериозни проблеми со околината, особено со протестот околина, значи од роднини, особено роднините. Значи, таа идеја дека ти треба да идеш регуларно на работа од 8 до 5 и дека после тоа кога ќе доеш дома ќе си бидеш сликар. И јас им одговарав, да, ти кога доеш дома немаше ни тањери да измиеш, како си преморена, а ти сакаш јас да творам. И имаше такви некои обиди насилни да ме вработат, да ме стават у некоја функција, бев ригорозен и бев многу директен и конкретен дека не сакам, не затоа што не сакам пари, туку затоа што не сакам да ми го троши некој залудно времето, затоа што од она што можев јас да го видам, луѓето не би може така живот да живам, значи да не сум против и не судам ако некој си да се пронашол себе си за тој начин на функционирање, да си работи со одредена работна рамка, работно време и тоа што после тоа не се земара. Ја бев 24/7 окупиран со тоа што го работам. Знаев да заработам пари, знаев, меѓутоа не беа тоа пари од типот секој месец да ти стигне плата, па ти да се израдуваш на платата, па ако доцна да се меруваш зашто не сме платата, туку да ставам работат на различни проекти, значи сум предали во СЕМОС, сето тоа како слободен ден. Затоа што сакав и бев свесен дека не може да живам од сликарство. Еве вака се, да ти сакаш се бавиш со поезија. Ти сакаш да го изразиш своето незадоволство или да изразиш одредено чувство. Сега, ако е тоа наменето за мене, ќе ти кажам, немај вака да пишеш, се пишувај вака. И ти се губиш тука како автор. Кај си ти овде? Значи, јас сега треба да сликам слики што тебе ќе ти се допаѓа. Во ред, и допадливоста до некаде е прифатлива, ако е тоа во рамките на естетика, во рамките на таа ликовност. И тоа само по себе не може да стане цел. Значи јас ќе правам, што се прави сега цвеќица, тоа се шитка. Не, тоа не можам да го прифатам.
Ја не велам дека сум врвен уметник, меѓутоа зборам за принципите, со кои мислам дека секој уметник сериозен треба да ги држи. Односно да се има континуирано творештво, што е многу важно за еден уметник. Има континуирано творештво и тоа творештво постојано да созрева, да се открива себе си, да доаѓа до нови концепти, да доаѓа до нови решенија, до нови идеи, до нови можеби техники, можеби нови правци во уметноста. Така, сите овие правци што ги знаеме во историјата на уметноста не е случајно, значи тие истражувале, барале, сликале по цели денови своите ателје. И дојде една господја која имаше фирма за медицинска опрема и побара од мене да направам каталог, ја си кажав сума и реков дека дизајнот све ќе биде по моје, иначе не попуштам. А рече, искапо ми, а и ја сакам тука. И отишла. Негде. Кутри од го направил дизајнот у Ворте. У Ворти го направил. И на крај дојде и рече, ќе ми кажеш колку треба све ќе се платим, и тоа става све на тебе во ред. Тој каталог доживеа таков успех. Не ова да се фалам, него знаеш која ќе ти ја дадат слобода. Кажеш, сега може да работам и кој ќе излезе од тебе најдоброто. Тој каталог мораше се препечатува, пошто требаше за саем за медицинска опрема да учествува како фирма. Толку беше добро склопен све, да луѓето го зимале и им се потроши уште вториот ден. И трчаа во печатница да препечатат, за да колку треба, 5-6 дена. Вториот ден немаше каталози. И зема. И тоа е тој момент на естет. Тоа е таа убавина, кога нештото ќе ги ставиш во функција, да изгледат добро, да бидат едноставно да биде прифатливо за естетиката на окото. Кај нас уметност е од умешност, од умење, кога нешто умееш да направиш. Се најчесто кога ќе кажем уметност, за волја на вистината, најчесто се врзуваме со традиционалното сликарство. Кога ќе кажеш уметник, секој се мисли на постои некој стереотип, сликар со брада, односно човек со брада, со цуцулче или со качкет, со цуцулче и со палети како слика. Уметноста е широк поим, значи и таа се развива и се уште најверојатно ќе се развива многу повеќе како се осознаваат и научните достигнувања и технологијата и сета таа ќе се прилагодува и на нив. И ама зборам ако е вистинска ликовна уметност. Иначе уметност, за да бидеш уметник, треба да имаш пред се вештина, да знаеш да генерираш идеја, односно да имаш концепт, и на крај сето тоа да го склопиш и да го реализираш. Иначе само по себе, ако е само вештина, па не знам дали уметност. Ако знаеш да генерираш идеја, и имаш све, а не знаеш немаш вештината да го направиш, како ќе го реализираш? Така да, тие три работи се го прават уметникот да биде уметник, да има вештина, да знае да генерира идеја, да знае тоа да го реализира. Ако си креативен, да, ова го спорувам како пример, нешто градев не е битно и купатилото. Викнав едно младо мајсторче, дојде Дејан, мислам дека се викаше, и го замолив дали можела да го спомнам како пример. Да, и едно време, сега дели мајстор, па што треба вода, сок, нешто, ако сака да јаде, рече не, ништо. Едно време го гледам се заќуте, го снема и му велам што те снема, што молчиш? И он вели, остана, ти нешто пишуваш. И некако ми заличи мене кога ќе се затворам, кога нешто работам, кога не ќе никој да ми ремети у позадина, само вече оставам. И јас сватив дека он усвари креира у тој момент. Ке кажеш банално цевки за удзит. Да, ама тие цевки во што ја малце сакав да биде поинако концептот ми беше за тоалетот, за купатилото. За да го постигнам тоа, сватив како сето тоа да го врзе, што е креативност. Значи он беше креативен, имаше вештината да го направи, на крај го реализира. Зашто да не е уметник? Ама не кажу, тоа е само функционална вредност, не кажува нешто со тоа. Добро, ама ги има елементите на уметност. Да. Ја не можам да кажам, да, може да бидеш ти артов, како се вика, водоинсталатор.
Нормално, нема да тоа да го кажем. Ја го зимам само како пример да покажам дека генерално, да, факт е дека уметноста е врзана за визуелната комуникација, за звучната комуникација во уметноста, во музиката, значи визуелната уметност има многу широки правци. Меѓутоа коренот е еден, тоа се како дрво. Значи, коренот надоле и стеблото е едно. Значи мора да има базата. И ако добро размислиш и ако добро видиш, ако анализираш, ќе видиш дека сите визуелни уметности базата им е една. Иако различна е техниката, различни се пристапите, различна е начинот на кој се изведува сето тоа, сепак базата е една. Океј, фала ти многу. И што?